2 дана во Бугарија и 1 во Македонија. Понтифот со различен интензитет на својата посета во двете земји, но и со различни пораки. Ако за BBC беше вестот и папата Франциск со доаѓањето во Софија и Скопје се обидува да ги помери католичката и православната црква, тогаш следна вест би била дека обидот не успеа. Бугарската црква од старт одби да учествува во настаните во двата дена, а македонската биде подадена рака од Ватикан во времиња на македонските искушенија. Доаѓањето на неговата светост пред се го сметам како признание на владата на Ватикан, на столицата света, нели Ватиканска, признание пред се на Република Македонија и подавање рака во овие времења на искушение кон Република Македонија и кон македонскиот народ и кон граѓаните на Македонија. Но затоа пак во Софија папата ја посети црквата Александар Невски и им се поклони на светците Кирил и Методи. Во Македонија ниту влеза во православна црква, ниту пак ги спомена браќата просветители. Порака за да си знаеме каде ни е местото. Не и се, македонската јавност ова го забележа. Во период кога особено интензивна чувствителноста кон идентитетските прашања, понтифот ја демонстрираше својата јасна дистинкција. Политичките пораки беа уште појасни во двете земји. На Бугарија и забележа за тврдата политика кон мигрантите, оти веќе ја затвори границата кон Турција со ограда од бодликава жица. Ја повика да се отвори. Македонија ја пофали. На сите бугари кои ја сваќаат драмата на емиграцијата, со почит им укажувам, не ги затворајте очите, срцата и рацете, во согласно со вашата најдобра традиција, на оние кои ќе тропнат на вашите врати. Солидарноста со оние кои тогаш беа во нужда, зашто покрај домот, работата и татковината загубија и многу сакани луѓе, ве прави достојни за почит и зборува од душата на овој народ, кој самиот знае што е да се нема. Ја разбира солидарноста и делењето на она што се има, кон патот на вистинскиот развој. Во Бугарија ги остави со амане да продолжат да градат мостови на Балканот. Во Македонија потенцираше дека различните етникуми се развиваат без да се угнетува и дискриминира другиот, елемент кој според него е важен за евроинтеграцијата на земјата. Овие посебни карактеристики во исто време се од важно значење за патот кон што побрза интеграција со европските земји. Се надевам дека оваа интеграција ќе се развие позитивно за целиот регион на Западен Балкан и дека заедно со интеграцијата ќе се развива и почитувањето на различностите и основните права. Разликите во двете посети треба да се препознаат во елеганцијата на неговите одделни настапи и тоа од геостратезите и креатурите на политиките. Во Софија уживаше со белиот предпознатлив папамобил, на Скопскиот плоштад во помало возило со изгравирани символи на Ватикан. Во авион, додека леташе кон Рим, конечно не нарече само Македонија, констатирајќи дека македонскиот народ има голема културно-историска традиција, кој дури неодамна успеа да ја конституира својата државност, рече папата.